пратеници за збор. Прво за збор и има збор госпоѓа Павловска Данева, Ана Поелет. Благодарам, председателя. Почитувани колеги, последниве години секој дуќанџија, секој собственик на фирма, секој стопанственик, секој граѓанин стравува. Луѓето стравуваат од инспекции и од казни. И тогаш кога човек мисли дека ги подмирил сите своји законски обврски кон државата, пак стравува. Стравува дека нешто пропуштил, дека нешто не знаел, дека нешто не донаправил. Луѓето немаат правна сигурност, имаме хиперпродукција на закони кои утврдуваат најразлични казни, прекршоци, глоби. Инспекциите одамна ја напуштија својата превентивна улога, тие се сега органи на гола репресија. Тоа го потврдува и владата на Република Македонија во своето мислење изнесено по овој предлог закон на опозицијата. Се изрекуваат драконски глоби за се и се што. Погрешно исцртан знак за забрана на пушење во просторијата. Неправилно истакнат знак за задолжително барање на фискална сметка. Неносење беџ со име и презиме. Немање електронска адреса. Работење на празник, а се почесто има празници и државни и верски. Најново, сушење на алишта на балкон. Не баре имаме специализирани локации во државава за сушење на алишта. Почитувани колеги, секогаш кога мора да се намали некоја социјална мерка за граѓаните, вашиот изговор е светската економска криза. Па така, користењето на учебници во основно образование го зголемивте од 3 на 5 години заради светската економска криза. Немало пари заради светската економска криза да се печатат учебници за децата. Бензините растат заради светската економска криза. Социјалната помош им еускратена на 8.000 семејства само во неколку месеци заради светската економска криза. Надоместот за боледување е намален од 85 на 70% заради светската економска криза. СДСМ предлага овој пат една мерка која ќе им помогне на граѓаните на Република Македонија да преживеат во вакво тешко време. Сеедно дали тешкотијата произлегува од светската економска криза или пак од лошите економски политики на Груевски. Не навлегуваме во причините, предлагаме и сакаме да ги санираме последиците. Ајде сите заедно да ги намалиме казните утврдени со Законот за прекршоци. СДСМ предлага нивно двојно намалување. Глобата утврдена со Законот за прекршоци, наместо од 50 до 5.000 евра, предлагаме да изнесува од 25 до 2.500 евра. Почитувани колеги, во услови на најголема сиромаштија и беда во државата досега, во услови на најтешка економска состојба досега, во услови на енормен пораст на цените на основните продукти за преживување, ние имаме просечна глоба за прекршок колку што ни е просечната плата во Република Македонија. Па така 300 евра плата, 300 евра прекршок. 300 евра плата, 300 евра глоба за непропуштање пешак на пешачки. 300 евра плата, 300 евра глоба за поминување на жолто светло на семафор. 300 евра плата, 300 евра глоба за погрешно паркирање на автомобил. Глобата е еднаква, а за жал се почесто и повисока од платата. Казните ни се европски, стандардот останува македонски. Тоа не е во ред. Не е во ред зашто обичен грешен граѓанин, внимавајте, не криминалец, не сторител на кривично дело, грешен граѓанин кој направил ситен прекршок, кој погрешно паркирал, кој погрешно преминал улица, погрешно не почитувал сообраќајни знаци, за да ја плати казната за ова негово недело, за овој прекршок, не треба ништо да јаде и да пие цел месец. Такви се нашите сегашни законски прописи. Каде е тука правната сигурност? Каде е правичноста? Социјалната држава, грижата на државата за своите граѓани?
Што се постигнува и која е целта? Сиромашните ќе ги осиромашиме уште повеќе, ама ќе си го погатиме државното кесе, буџетот ќе си го полниме. На чија сметка? На сметка на граѓаните, што ги исцедивме, ги измолзевме од секоја нивна постапка, од секоја нивна активност, од се да ќариме. А кој ќарува? Министрите и партиите на власт, за да ги искористат овие насилно одземени пари од граѓаните за покривање на дупките во буџетот, за покривање на трошоците за споменици, за шмизли, за бикови, за плажи, за палми, за бродови на Вардар, за барокни згради. Почитувани колеги, постојат бројни закони со кои се надминува лимитот на глобата кој што е утврден во општиот закон, а тоа е законот за прекршоци. Ние сакаме тоа да го спречиме. Ве повикуваме да ја укинеме одредбата во законот за прекршоци која овозможува со други закони да се утврдуваат казни во моментов повисоки од 5000 евра, а ние предлагаме да не бидат повисоки од 2,5.000 евра. Именно, со ниту еден друг закон да оневозможиме она што ни се случува сега, да се предвидуваат и да се пропишуваат казни спротивно на законот за прекршоци. Да се пропишуваат и да се предвидуваат казни од 10, 15, 20.000 евра. Ве повикуваме да ја укинеме одредбата во законот за прекршоци, која овозможува со други закони да се утврдат казни, според нас и според нашето решение, повисоки од 2500 евра. Да не им дозволуваме на одредени министри, на одредени директори на инспекторати, самостојно да креираат своји казнени политики. Целата казнена политика на државата да ја воедначиме и да ја ставиме во една единствена законска рамка. Рамка што никој нема да смее да ја пречекори. Тоа е законот за прекршоци. Ета тоа е нашиот предлог. Со посебните 40, 50, 100 посебни материјални прописи, да не смее никој, ниту едно министерство, ниту еден инспекторат да предвиди казна од она што ќе ја предвидиме сега во законот за прекршоци. Тој да биде она што треба да биде, лекс генералис, општ закон, единствен закон кој ќе утврдува рамката, а сите останати да се движат во рамките на тој закон. На тој начин сакаме да им помогнеме на граѓаните, на стопанството, во преживувањето на овие тешки времења. Но сакаме и да спречиме и злоупотреба на глобите од било која власт, од било кој орган, независно кон таква злоупотреба дали стреми сега некој или во иднина некој ќе посегне. Ова, почитувани колеги, ќе важи и сега за постојните, за вашите министри и директори, но ќе важи и во иднина за секој иден министер и од редовите на ВМРО-ДПМН, и ДУИ, и од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и секоја друга политичка партија што ќе дојде на власт. Така ќе обезбедиме правна сигурност и за граѓаните, и за стопанството, и за инвеститорите. Ќе знаат кому и колку должат. Ќе знаат кој, колку и зашто може да им наплати. А казните ќе бидат сразмерни и соодветни на платите, на заработувачката, на даноците и на секојдневниот животен стандард на граѓаните. Ја бараме вашата поддршка за овој законски предлог. Ја бараме вашата поддршка за измена на само 2 члена во законот за прекршоци, кои буквално живот значат за секој обичен граѓанин надвор од оваа сала, надвор од ова собрание. Ја бараме вашата поддршка не заради нас, не заради пратеничките групи што се имаат подпишано и го имаат предложено овој закон, туку заради граѓаните кои сите нас заедно не доведоа овде и овозможија да седиме во овие клупи, во оваа сала, во ова собрание. Ви благодарам. Благодарам, госпоѓа Благородна Дулиќ има реплика, повелете.